Со светење на водата во сите цркви во регионот и по домовите на граѓаните започнува прославата на големиот христијански празник Богојавление Водици. Тоа е најдобро нешто да го доживееш, да го дочекаш, ради тоа што сме ние христијани и мислиме дека за здравје, за убаво, за среќа, за се нешто. За среќа, за здравје. Денес се светеше вода во храмовите и домовите со цел вовед во престојното крштење на Исус, а утре ќе се светат протечните води и базените. Најнапред ќе се служи света архиерейска литургија со почеток во 8 часот под раководство на митрополитот Брегалнички господин Ларион и после тоа со литија од црквата сите заедно ќе тргнеме кон реката Брегалница. Таму ќе се изврши големиот богојавленски водосвет и ќе биде спуштен крстот во водите на реката Брегалница. Идентично ќе биде и во останатите градови во регионот. По завршувањето на Света Божествена литургија со свечена литија, заедно нели свештениците и верниците ќе се упатат кон водите на Кочанската река. Сепак, температурите се екстремно ниски, па освен духовно, момчињата што ќе скокаат по крстот мора да бидат и физички подготвени. Треба да бидат психофизички спремни и здрави, да направат една контрола кај лекарите, да се провери нивната здравствена состојба и да внимаваат, пошто сега многу ладно времето, да се припремат онака со загревање, за да не до некои несакани последици од наглата промена на температурата во водата. Инаку во регионот за Војордан и Свети Јован Крстител, гости дома ќе чекаат околу 6200 граѓани кои слават имен ден. Од нив 1700 во основата на своето име го имаат Јордан, додека 4500 се крстени по крстителот на Исус. Со прославата на Водици завршуваат и така наречените некрстени денови, кои траат од Божик до Богојавление.